Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Денешнава моја тема гласи: што значи да се биде вистински христијанин? Името христијанин е многу злоупотребено. Дефиницијата на ова прашање би била оваа: тоа е личност која исповедува и верува во Исус Христос или вера која е втемелена на Христовото учење, Библијата. Тоа е добра основа да одговориме на прашањето што значи да бидеш вистински христијанин, наново роден преку Светиот Дух, ново создание во Христос, нов живот. Зборот христијанин во Новиот Завет е употребен 3 пати. Во Дела на апостолите 11 глава 26 стих, 26 глава 28 стих и во првото Петрово писмо 4 глава 16 стих. Тие што го следеле Исус за прв пат биле наречени христијани во градот Антиохија. Тоа е запишено во Дела на апостолите 11 глава 26 стих. Така ги нарекле, бидејќи нивниот начин на однесување, нивната активност и зборување бил во сообразност со она што го објави Христос. Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Зборот христијанин буквално значи припадник на Исус Христос, следбеник на Христос. Тој што целосно му се посветил на неговото учење Библијата. Но почитувани, за жал, во текот на историјата зборот христијанин во голем дел го изгуби своето првобитно значење и често пати се користи од некој кој е само религиозен христијанин или има изградено своји лични морални вредности кои во севкупниот живот тој не го одразува христијанството како што го објави Исус Христос. Има мнозина кои не му се воопшто посветени на Христос, а сепак во својата религиозна определба и тие се изјаснуваат дека се христијани. Па дури и спремни се некои да војуваат за христијанството, бранејќи го туѓи нехристијански религии. Така се изјаснуваат бидејќи одат во наречени христијански храмови, живеат во нација која што се декларира за христијанска. Но одење во храм или црква не го прави никого вистински христијанин. Ниту пак го прави да биде добар во моралот и етиката. Да се биде формално член на христијанството и да се прават надворешни дела засновани од човечки фактор, никого не го прави Христов следбеник. Библијата учи дека добрите дела како такви не се прифатливи за Бог за спасение, како средство за спасение. Еве што ќе рече за ова апостол Павле: не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на наново раѓањето и обновата на Светиот Дух. Тоа е запишено во Тит, 3 глава, 5 стих. Да се биде христијанин значи да се роди некој од озгора, од небото, од самиот Бог, преку Светиот Дух, како што е запишено во Евангелието според Јован, 3 глава, каде што се зборува за Никодим, кој што имаше потреба од наново раѓање. Откако ќе стане нова личност, тој ја полага сета своја доверба во Исус и живее во согласност со неговото учење. Павле во тој поглед јасно го дефинирал спасението, велејќи: по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божи дар. Не од дела, за да не се пофали некој. Вистинскиот христијанин, кој е наново роден од Светиот Дух, е човек кој е ставил својата доверба во личноста и делото на Исус Христос.
вклучувајќи ја неговата смрт на крстот, откупот за нашите гревови, како и неговото воскресение на третиот ден по смртта. Апостол Јован за таквите христијани вели дека се овластени и имаат Божи печат. Еве што вели: а на сите што го примија, на тие што веруваат во неговото име, им даде власт да станат Божи деца. Тоа е запишено во Јован, 1 глава, 12 стих. А како препознатливост и обележие дека некој е христијанин е и љубовта, послушноста кон неговиот објавен Божи збор. Самиот Исус рече: ако некој ги држи моите заповеди, тој е мој ученик, или по љубовта ќе препознаат луѓето дека сте мои следбеници. Вистинскиот христијанин е вистинско Божјо дете и е дел од севкупното Божјо семејство, имајќи целосно нов живот во Исус Христос нашиот Господ. Тој се приклучува кон некоја локална црква и има силна желба да расте и порасне во зрел христијанин. Нему секогаш му недостасуваат службите или богослужбите, соберот на верните, и секогаш сака да биде со Божиот народ. Бидејќи има нов живот, тој е дел од него. Апостол Павле ги опоменува оние христијани кои не сакаат богослужби, велејќи да не ги напуштаат собранијата. Туку, колку што гледаат дека денот се наближува, тоа може да биде Христовиот ден, кога тој ќе дојде од небото, или судниот ден. Колку повеќе гледате дека тој наближува, толку повеќе да бидат во заедништво едни со други. Дали ти си донел одлука за да бидеш вистински следбеник на Исус Христос? Ако не си ја донел, денес е погоден ден за одлука, зашто тоа ќе ти биде вечен капитал што не може никој да ти го одземе. Вечен живот. Апостол Павле за ова ќе рече: кога ќе го слушнете гласот негов, не ги стврднувајте вашите срца. Како пример за тоа можеш да се помолиш со овие зборови, ако си почетник: Господе, јас знам дека сум грешник и заслужувам праведна казна. Но ти благодарам што Исус Христос, твојот возлюбен син, ја зеде мојата казна врз себе, така што преку вера во него можем да ја избегнам и да ми биде простено. Затоа, Господи, ти се доверувам Тебе и спаси ме од проклетството на гревот и на смртта, и тоа вечната смрт. Ти благодарам за Твојата прекрасна благодат и Твоето милостиво простување, и што во името на Исус Христос ми подаруваш вечен живот. Амин. Христос вели: тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. На Господ нека му е слава во сите векови за големото дело негово. Христијанинот е наново родена личност, која има нов живот и нова надеж. Верува во Бог и живее според неговата волја. Патник кој патува кон рајот во небото. Еве ќе дадам кус опис за вистинскиот христијанин. Прво, тој е спасен според Божјата благодат. Цитат: зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божи дар. Ефесјаните 2 глава 8 стих. Второ, тој е осветена личност, свет во Христос. До Божјата црква која е во Коринт, до осветените во Исус Христос, до повиканите свети, со сите кои го повикуваат на секое место името на нашиот Господ Исус Христос, кој е и нивни и наш. 1 Коринтјаните 1 глава 2 стих. Трето, тој е запечатен со Светиот Дух. Цитат: и не жалостете го Светиот Божи Дух, со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Ефесјаните 4 глава 30 стих. Четврто, тој е светлина во Господ. Цитат: вие сте светлината на светот. Матеј 5 глава 14 стих.
Или Павле што вели во Ефесјаните 5 глава 8 стих. Зашто некогаш бевте темнина. Тоа некогаш се однесува кога живеевте невернички живот. Но сега сте светлина во Господ и живеете како деца на светлината. Петто, тој е Господов слуга или роб. Цитат. Зашто скапо сте купени и така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божи. 1 Коринтијаните 6 глава 20 стих. И шесто, тој е Божи храм. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас, кого го имате од Бог, па не си припаѓате сами на себе си. 1 Коринтијаните 6 глава 19 стих. Денес е најубавиот ден за прифаќање на вистината. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Да, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Амин.